Во изминатиот месец Прилеп е втор град во државата со најголем број на новозаразени, хоспитализирани и за жал починати лица од COVID-19. Ситуацијата со болеста во општината е алармантна и крајно загрижувачка. Прилеп е еден од првите градови во државата во кој е потврдено присуството на британскиот сој на коронавирусот, со кој што полесно е пренеслив и многу позаразен во споредба со претходниот COVID-19. Токму тоа е една од причините за зголемен број на новозаразени пациенти и граѓани во нашата општина. Британскиот сој на вирусот стана доминантен во Прилеп, а во последно време меѓу заболените има се повеќе помлади лица. Како дополнителни причини заради кои заразата во Прилеп добива драматични размери се и куќните дружби на граѓаните во поголем број, кои што тешко се контролираат и се кријат од јавноста. Со таквото крајно неодговорно однесување, одредени поединци го загрозуваат не само личното здравје и здравјето за своите најблиски, туку и јавното здравје. Дополнително, олабувањето на мерките и уште повеќе комотното однесување на поголем дел од граѓаните, кога е во прашање почитувањето на мерките за заштита, и тоа на сите нивоа, на работните места, во многу јавни институции и приватни компании, допринесе за влошување на ситуацијата во Прилеп. Пазарењето во маркетите и продавниците, гужвите на граѓаните пред банките, посетите на кафулињата каде што има голем број на граѓани и недоволно почитување на протоколите за заштита од COVID-19 е исто така причина за зголемениот број на заразени со COVID-19. Оно што би сакал да нагласам е дека епидемиолозите посочуваат дека од најразлични причини голем број на граѓани ги кријат контактите и не го кажуваат критичниот настан каде лично се заразиле со COVID-19. Со тоа свесно допринесуваат за зголемување на бројот на новозаразени. За жал, има и случаи каде граѓани со потврден позитивен ПСР тест се шетаат низ градот, влегуваат во аптеки, продавници, маркети и така натаму. Тоа е чин на највисока неодговорност и заслужува секаква осуда од целата јавност. Посебно сакам да ја нагласам состојбата во општата болница Борка Талевски во Прилеп, каде во моментов се хоспитализирани 89 лица, од кои 77 се со кислородна поддршка. Дополнително, во дневната болница се лекуваат 92 пациенти. Да нагласам само дека во последните 24 часа за прелет во инфективното одделение се јавиле 105 пациенти, а за жал во последните 24 часа имаме и 5 починати пациенти. Заради сето ова, ситуацијата во градот е повеќе од алармантна и ќе повторам, крајно сериозна. Од тие причини, Општинскиот кризен штаб побарува од главниот кризен штаб од владата на Република Северна Македонија и Комисијата за заразни болести за острување на мерките кои ќе се однесуваат на целата територија на општина Прилеп. Полицискиот час, кој што сега започнува од 22 часот до 5 часот наутро, да започнува од 19 часот и да трае до 5 часот наутро. Ваквата мерка да трае во наредните 2 до 3 недели, затоа што во тој период се очекува овој така наречен трет бран на пандемија да го достигне својот пик. Свесни сме дека со оваа мерка уште повеќе ќе го нарушиме комунитетот на граѓаните. Но од превентивни причини подобро е за сите нас во овој период од 2-3 недели да не бидат скратени дружбите и забавите, отколку да им го зголемиме ризикот и можноста да бидат заразени повозрастните, ризичните и групите на граѓани кои имаат пропратни болести. Дополнително, Општинскиот кризен штаб донесе заклучок со кој го редуцираме јавниот превоз. Почнувајќи од утре, автобусите на јавниот превоз ќе се обраќаат до 18 часот и ќе бидат во намален број. Исто така, почнувајќи од утре, на влезовите во пазарот ќе бидат поставени ковид штандови во кои што секој граѓанин кој влегува во пазарот ќе му биде дезинфицирани рацете
и доколку не носи маска, нема да биде пуштен во пазарот. Со асистенција на волонтери и полицијата ќе бидат засилени контролите за да се спречат групирањата во пазарот. Полицијата и пазарната инспекција ќе продолжат со засилени контроли во угостителските објекти со цел да се обезбеди почитување на мерките и протоколите за работа во услови на пандемија COVID-19. Почитувани, ви повикувам сите да покажеме висока свест и лична одговорност во битката со пандемијата. Полицијата и инспекцијата не можат да го исконтролираат однесувањето на секој поединец од нашата општина, а резултатот и епилогот од оваа борба со коронавирусот зависи од однесувањето на секој од нас поединечно. Да ги почитуваме мерките за заштита од COVID-19, со тоа да им помогнеме на здравствените работници и да се помогне и себе си. Вистински оној период од 19 до 22 часот е можеби клучен, каде што имаме најголем број на дружења, собиранки, посети и ако се земе предвид дека одружењето на граѓаните е право пропорционално и со бројот на заболени. Сигурно дека овој број ќе бидат намалени на новозаболени пациенти. А со тоа сакаме да го не можеме да го скратиме драстично бројот на пациенти, ама да го намалиме, затоа што да му даваме можност на здравствениот систем во нашиот град да се справи со нашите пациенти, затоа што здравствените работници се уморни, вистински од работата, една година веќе работат во пандемија, изморен, истрошен е персоналот, голем дел од нив го помина и како пациенти, и мислам дека е крајно време да се преземат овие чекори, да им помогнеме на сите граѓани, а и се помогнеме и себе си.